Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Вевчани пулсира во духот на традицијата со најголемиот вевчански карневал. Скапи ресторани и кафулиња и се повисоки цени на менијата во најголемиот туристички центар. Охрид се подготвува за најголемата црковно-народна манифестација во Бојавление Водици. Американскиот Стейт Департмент во 2025 година откажал 100.000 странски визи. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. По студеното утро со температура од -4 степени, максималната дневна се искачи до 3 степени. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура во благ пораст, но ќе се задржи под нулата со -1 степен Целзиусов. Максималната дневна до 5 степени. Ќе дува умерен западен ветар. Температурите во Македонија утре во интервалот -10 до 11 степени. До крајот на неделава ќе се задржи стабилно и суво време. По котлините ќе има услови за појава на утринска магла. Утринските и дневните температури ќе бидат во постојан благ пораст. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Во Вевчани продолжи вековната традиција. Под падините на Јабланица карневалска магија. Стотици и маски продефилираа по вевчанските улици. Ви пренесуваме дел од атмосферата од овогодишниот вевчански карневал. Вевчани сцена на сатира и хумор. На централното карневалско дефиле василичарите ги прикажаа мигрантската криза, корупцијата, недовирбата во судството, иселувањето и недостигот на кадар, како и руско-украинскиот конфликт. Карневалската поворка ги претвори вевчанските улици во слободен театар под отворено небо. Звуците на зорлите и дапаните помешани со ора, игра, смеа и иронија. Доналд Трамп прошета заедно со Путин, а главен беше
Максим Димитриевски со популарната песна. Gëzuar Ministerit e Rama për Shqipëria. Mi afsan корупцион диела. Треба да го анектираме Вевчани, да донесеме демократија тука. Во исто време се случило да има тука големи резерви на злато, течно злато, ракија и дојдовме да ви помогнеме, да ве спасиме. Посебно за еден ваков фестивал кој што ја третира слободната мисла, го третира хуморот, сатирата и едно од многу важните работи е што ја третира критиката кон општеството, не само во македонското, туку целиот свет. Се надевам дека ќе поминеме уште една од оние наши плејада на убави денови, денес и утре. Вчера беше забавниот дел. Имам информации дека ја го посетив многу кратко, пошто беше ладно, меѓутоа имам информации дека беше многу посетено. Се надевам и денес и утре дека ќе уживаме во Вевчанскиот карневал, дека ќе се забавуваме пред се и ќе почнеме новата година со нова енергија. Како и секоја година, забава, добра дружба, добра мисла и на крајот да сумираме резултати дека сме поминале нај. Тоа е затоа и постои овој карневал, за дружење и за забава. Кој како сака се маскира, која група, колку учесници има, нема лимит. Сите самостојно си ги одредуваат и идејата на маската, и бројот на учесници во самата група, индивидуалците сами си се маскираат. Со креативност и остар хумор, василичарите повторно покажаа дека Вевчанскиот карневал не е само вековна традиција, туку и огледало на реалноста. Запален василичарскиот оган во водите на Охридското езеро. Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора традиционално кај музеот на вода го запалија василичарскиот оган под вода и ја најавија Стара Нова година. Со ова нуркачите од Амфора на православните христијани им ја честитаат Стара Нова година и Василица и се вклучуваат во организација на Охрид во празнување на престојните празници Богојавление Водици и Свети Јован Крстител, денот на рибарите. На највисоко ниво со почитување на верските традиции и граѓански обичаи, Охрид ќе одбележи најмасовната црковно-народна манифестација во земјава Богојавление Водици. На денешниот состанок со координативниот одбор, градоначалникот Кирил Пецаков заедно со владиката Георги, представници од МПЦ, јавните предпријатија МВР, капетанија, Црвен крст и нуркачките клубови ги дефинираа сите детали со цел настанот да биде реализиран во најдобар ред. Централните празнувања се на 19 јануари. Започнуваат во раните утрински часови со свети и празнични литургии во сите парохиски цркви. Чинот на полагањето на Светиот крст во водите на езерото ќе биде во 10 часот од колцето на пристаниште, а ќе го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Георги. По традиција, истиот ден од 9 до 15 часот Црвен крст Охрид ја спроведува традиционалната крводарителска акција во Центарот за култура Григор Прличев. Една капка може да промени се. Екипи на Црвен крст ќе се задолжени и за безбедноста на капачите, а во тек е и пријавувањето на капачите во сите парохиски цркви во градов. Истиот ден кај местноста Сараиште, точно напладне, свештено лице ќе го изврши бесплатното групно крштевање. Наредниот ден на 20 јануари кај Сараиште,
Со заедничко капење и настап од Охридскиот музички еснав ќе се одржи Денот на рибарите. На 18 јануари, во недела, од 19 до 23 часот, на пунктот на Црвен крст Охрид, поставен на платото помеѓу капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Од организацијата упатуваат апел до скокачите по крстот да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 9 степени Целзиусови. На настанот се најавени и се очекуваат представници од дипломатскиот кор и останати представници од политичкиот и јавниот живот во државава. Скапи ресторани, поскапи кафулиња и се повисоки цени на менијата. Угостителството бележи раст на цените во главниот туристички центар. Ручек и кафе во угостителските локали во Охрид луксус, скапи менија, превисоки сметки. Цените растат. Според официјална статистика во периодот од јануари до декември лани, растот изнесува дури 4,8%, додека граѓаните негодуваат. Дел од туристичките работници велат Охрид треба да биде скапи луксузен. Во Охрид да се направи туризам кој што ќе биде скап, да секој не може да дојде. А за ако дојде треба да плати. Ова убајна овдека што имат, ја немат никаде. Нигде на земјава. Јас сум доста шетан, имам видено колку толку ваква работа нема. Наиме ќе дојдат млади, треба да дојдат млади, али мало релативно да се побогати. Од друга страна, за високи цени потребна е поквалитетна понуда. Се подобруваат условите во приватното сместување, расте бројот на станоиздавачи, но недостигаат современи хотелски капацитети. Треба да се изработи еден детален урбанистички план и да се даде на сите тие инвеститори. Верувам дека повеќето ќе бидат домашни инвеститори, што домашните инвеститори не се за подценување, и треба да се изградат нови модерни хотели како би биле конкурентни со сите понови дестинации кои се околу нас. Туризмолозите оценуваат растот на цените во угостителството резултат на зголемените трошоци за енергенси, суровини и работна сила, но и на општата инфлација која го притиска секторот. На 28 годишна возраст во трагичен настан животот го загуби младиот охридски снимател, фотограф и продуцент Кристијан Љушев. Љушев беше препознатливо име меѓу младите визуелни автори во земјава. Неговиот професионален ангажман опфаќаше широк спектар на проекти, од комерцијални видеа и музички спотови до документарни и интернационални продукции. Оствари соработки со бројни музичари и уметници. Посебно беше посветен на визуелното документирање на културните и традиционалните настани во Охрид и по широкиот регион, а неговиот творечки печат е присутен и во повеќе проекти поврзани со Бигорскиот манастир. СВР Охрид денеска со официјално соопштение за несреќата во која загина фотографот Кристијан Љушев. На 12 јануари во 15 часот во СВР Охрид било пријавено дека при извршување работни задачи во објект во изградба, 28 годишниот охриѓанец паднал и се здобил со тешки телесни повреди. Со возило на итна медицинска помош бил пренесен во специјалната болница Свети Размо во Охрид, каде подоцна починал. Лекар констатирал смрт, а увид извршиле јавен обвинител и увидна екипа на СВР Охрид. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.